Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. За изборите, кои што наближуваат, така наречениот денот Д за Македонија, како што тие доаѓаат, така се засилува и меѓународната критика за актуелната аздисана власт, како и за одговорноста која што мора да ја има и поинаку не бива. Во За или против ќе зборувам со пратеникот правник и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Миле Левков. Добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Миле, Судот за човекови права од Страсбург со нова, трета поред шлаканица за македонското судство, кој што не е тајна дека е во спрега со актуелната влада. Она што во Македонија сите го знаевме, но не е на одме да го видиме и од еден реномиран суд како што е оној Суд за човекови права од Страсбург. Зборуваме за Спиро Ристовски и за оние притвори кои што траја до недоглед за 27 април. Целата македонска јавност ги гледа последиците од русковска обвинителството, од кацарска судството, кои што за жал оставаат вакви трагови по државата, затоа што оние пресуди кои што доаѓаат од Европскиот суд за човекови права практично се потврди дека во Македонија има нефер судење, нефер услови за судење и во Македонија е можеби единствената држава во Европа во која што следствено на ова може да се заклучи дека има политички противници, односно дека судовите наместо од правни аргументи и правни мотиви се водат од политички мотиви, од политички аргументи. Гледаме дека за тоа добиваат соодветни награди. Оно што го утврди Европскиот суд за човекови права е едно неправо, односно противправно лишување од слобода. И ова не е прв случај. Гледаме дека ова е веќе чинам трета пресуда на Европскиот суд за човекови права, кој што понатаму преку Советот на Европа ќе ги мониторира спроведувањето. И сега оние луѓе кои што би рекол на човечки несреќи градат своји кариери, најверојатно за ова треба да одговараат, меѓутоа во Македонија гледате дека постојано се гради систем во кој што немаме одговорноста. Ќе ве потсетам и вас и целата македонска јавност дека правото на фер и демократско судење е основно човекова слобода и право, односно нешто кое што е влезено во основни, да би рекол, рационално природно право кое што му следува на секој човек. Како што кажа и самиот, ова е трета пресуда, односно не е прво нешто што се случува во Македонија. Претходните беа за притворите на Милејан Акиевски за така наречените шпански скали, како и за Митко Пешов, но исто за притворите за 27 април. Мислиш дека конечно, трета мајка да речеме народски, конечно ќе допре ова до власта, бидејќи во претходните два случаи не изреагира како што требаше да изреагира, да се извинеа оние што го направија тоа, односно оние кои што ги судеа овие луѓе на начин на кој што ги судеа со оние маратонски судења до после 2 часот по полнок и сето тоа. Не се извинија. Тоа сите стандарди за човечко судење, за човечко постапување се сеќаваат, имаше и казни за околу 50 на адвокати, подосна истата беше и падна на уставен суд. Меѓутоа, најверојатно најдобрата формулација би рекол за судството ја даде оној кој што не е повеќе во политиката, најверојатно се уште ги влече конците, односно тој одлучува наместо Ковачевски, а тоа е Заев кој што кажа дека е all in. Најверојатно сега имаме една ситуација во кој што овие кои што градат и се уште градат кариери на туѓи човечки судбини и би рекол на дела и формулации кои што се надвор од разумот, терористичко загрозување на уставниот поредок, кривични дела за кои што е далеко од она што на вистина се случуваше и далеко од она што го прецепира јавноста. Меѓутоа, за жал, констатиравме, денеска во Македонија имаме политички затвореници, луѓето за 27 докажано преку овие пресудите за притворите, ја плаќаат цената за нечии политички кариери. Меѓутоа, овде не застанува трошокот за тие политички кариери. Гледаме дека секојдневно сите ние преку буџетот, преку тоа што сме оштетени, преку тоа што сме осиромашени, преку тоа што имаме неквалитетен пристап до здравство, до образование, до патишта и така натаму, гледаме дека цената на овие аздисаните од власта, од СДСМ и ДУИ не престанува, затоа и велиме дека оваа година како изборна година и го очекуваме денот Д, кога конечно ќе се ослободиме, би рекол, од оваа аздисана и ненародна власт која што и вие гледате и гледачите гледат дека на вистина немаат милост за никого.
Ова не е нешто ново, се случи претходно, имавме неколку азили низ целата Европа. Зборуваме за Шведска, која што му даде азил на Дејан Давидовски Дешо, за Солунскиот суд кој што ги прифати аргументите на тројцата, нели, кои што беа таму. Имаше повеќе случаи, се случи и ова. Дали имаме чувство погрешно, пак ќе речат дали ние имаме секогаш погрешна перцепција, или се засилуваат меѓународните критики и шлаканици кон ова здисана власт, како завршува нивниот мандат? Ако зборуваме за чувството, нели, и за перцепцијата, сите истражувања укажуваат дека народот во Македонија го има не вистинското чувство, туку има вистинската слика за оно што се случува. Ќе ве потсетам 3 или 4% доверба за судството, нешто толку или помалку за обвинителството. 2% дури имаше на едно, а 1% за тоа значи 98% недоверба, луѓето не веруваат дека статистичка грешка во превод. Практично немаа доверба. Па затоа што тоа се истражувања кои што се направени на определен број на испитаници, јас верувам дека еден или двајца од тие што и се јавиле, можеби били самите суди кои што не се представиле и рекле дека имаат доверба. Меѓутоа, тоа значи дека во Македонија, покрај тоа што имаме постојан пат на стандардот, покрај тоа што имаме пат на квалитетот на животот, луѓето немаат пристап ни до фер судење, немаат пристап ни до правда. Тоа е едно значително и многу значајно човеково право кое што за жал овде е нарушено. Дали ова е континуитет и на еден друг вид шлаканици кои што претходеа пред неколку месеци? Започна со шлаканиците од САД за црната листа, се појави Мерко, потоа се појави Анѓушев, значи таборот на СДСМ беше опфатен, таборот на ДУИ, потоа следуваше најлошиот извештај во историјата на Република Македонија на Европската комисија, каде што судството исто беше ставено таму каде што треба да биде ставено. Сега следува ова од судот за Страсбург што го имавме 2 пати претходно, оние шлаканици во низа. Имаме една парадоксална ситуација во Македонија, кога корупцијата во Македонија се гледа од 2, 3, 4, 5, 8.000 километри, од една дистанца ќе можете јасно да ја видите, да укажете дека станува збор за корупција. Од друга страна, институциите, оние кои што треба да се грижат за корупцијата, практично треба да ги заштитат граѓаните од овие коруптивни елементи, затоа што корупцијата може би некому звучи како апстрактен поим, нели, кога зборуваме за корупција, меѓутоа јас ве уверувам дека корупцијата е многу мерлива и го плаќаме данокот за корупцијата. Корупцијата си има своја цена на чинење. Каде е цената на чинење? Цената на чинење на корупцијата е тоа што во Македонија ќе имате повисока стапка на инфлација од онаа која што има во еврозоната, иако ние сме увозно зависни. Според таа логика, најверојатно не треба да надминувате инфлаторните стапки повеќе од земјата од која што увезувате. Во Македонија ќе добиете двојна и поголема инфлација, особено кога погледнете храната, тоа го срозува, нели, квалитетот на животот и стандардот на граѓаните. Ако се запрашате зошто е тоа така, одговорот е корупција. Од друга страна, во Македонија, кои погледнете параметрите, имаме намалување на продуктивноста на секој работник. Секој со својата работа се помалку произведува, што е нонсенс. Нонсенс е со развојот на технологијата да произведувате се помалку. Зошто ни се случува тоа? Затоа што имаме даночна евазија, затоа што имаме празнење на буџетот, затоа што имаме криминални тендери кои што ги исклучува оваа власт, која што е јаздисана само за пари. И сите овие индикатори покажуваат дека се гледа корупцијата од 2, 3, 4, 8.000 километри, не може да ја видат нашите институции. И вие во моментот имате градоначалник кој што ви е ставен на црната листа. Што значи тоа ставен на црната листа? Дека, например, тој човек не би можел да располага со средства и да инвестира во компании и фондови кои што се во Соединетите Американски држави. Замислете, тој човек денеска може да аплицира од владата и да троши средства, народни, буџетски средства, народни буџетски пари. Тој може да распишува тендери и тој може и верувам дека склучува тендери и склучува договори. Како таа корупција се гледа од надвор, а не ја гледаме ние внатре, останува да биде едно парадоксално прашање. Ако се водите од разумот, ако се водите од криминалните умови, тогаш јасно е дека станува збор за лукративни интереси на една тесна клика на луѓе кои што се би рекол, во раководството на ДУИ и на социјалдемократите.
се гледа оддалеку, како што велиш километри. Јас нашега велам дека единствената вештачка творба која што се гледа од вселената е Кинескиот зид и корупцијата во Македонија. Настрана оние шлаканици кои што дојда од Америка, Германија, Холандија, да не ги набројуваме. Извештајот на Европската комисија е приказна само за себе. Да. И внимавајте, еден ден по излегување на извештајот на Европската комисија, погледнете ги изјавите на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ кои што практично треба да се грижат за државата да напредува во соодветните 33 поглавја во кои што имавме 9 единици, уште толку нули, успеа да лиферуваат во јавноста еден куп соопштение во кој што е обвинија ВМРО ДПМН. Не баре станува збор за извештај за следење на политичка партија, не извештај за следење на државата, водена токму од тие. И тоа е вистинската слика, дека терминот Европа, европски интеграции, европска еднина се користи и е приватизирана, за жал, од една тесна клика на луѓе кои што имаат само, ќе повторам, лукративни интереси поврзани со државниот буџет. Реално не ни требаат европјаните и американците да не го кажат тоа што го знаеме, добро го знаеме тоа, но сепак не е на одмер како што кажавме и да го видиме тоа во извештаите. Последната анкета токму пред Нова година што излезе, македонска анкета, велеше дека 90% од македонските граѓани, скоро 90%, мислат дека корупцијата е зголемена. Има уште една фрапантна бројка, 80% прв пат во историјата на Македонија во една анкета рекоа дека Македонија оди дефинитивно во погрешна насока. Дали е полошо од сето ова тоа што власта наспрема тоа што ги добива шаканиците за корупцијата, за судството, за обвинителството, едната работа е што ги добива, но дали уште полошо што не прави апсолутно ништо. И по шлаканиците штама, не направија ништо на ова поле. Не само што не направија, туку тие одат уште подлабоко во грешките кои што ги прават. Еве ќе ви го докажам тоа со факти. Неколку дена по излегување на извештајот на Европската комисија во кој што се критикува злоупотребата на европското знаменце при донесување на закони во собранието, неколку дена по излегување на извештајот во собранието стигнаа 2 закон за заем со европско знаменце. И тоа по наша реакција беа повлечени. Почетокот новата 2024 година, кој што сите помеѓу себе си ја честитаме со желби за подобра иднина, дали знаете како ја честиташе власта во собрание? Со тоа што започна со закон за игри на среќа со, ќе погодите, со европско знаменце повторно. Ајде, пред целата јавност и целата јавност добро знае, во Европа немате усогласен систем и единствен став кога станува зборот за игри на среќа. И тоа граѓаните добро го знаат. Игрите на среќа на еден начин се третираат во Грција, на друг начин се третираат во Монако. Ако сте резидентен, не можете да влезете во казино, не можете да играте игри на среќа. А овде нас, во Македонија, успеаат да ни ја сокријат топката и да кажам да прават вакви измени повторно со европско знаменце, токму оној процес на менување на закони кој што беше најсилно критикуван. И тоа само укажува дека она за кој што сами себе се брендираат европски, фронт, е само една маска позади која се кријат, да кажам, бизнис интереси. Дали се демистифицира и прикажа во вистинско светло и со ова, меѓу другото, бидејќи се покажуваат постојано, токму ги спомна политичарите кои што играат all-in. Буквално ова се едни политички комарџи кои што постојано се коцкаа, што би рекле, игра комар со Македонија, со нашите идентитетски одредници, со што веќе не, нели? Еве сега се покажуваат токму и на дело. Апсолутно. Да. Апсолутно тоа е заклучокот. Јас реков, парадоксално е дека можеби најдобриот заклучок го дава Заев кога ќе каже all in, можеби во момент на лапсус или во момент на искреност, на вистина работата all in, меѓутоа кога станува збор за нивното all in, влогот не се нивните судбини, влогот се нашите судбини. Влогот се судбините на обичните луѓе. Токму затоа и видовме што се случи и со несреќите, и на онкологија, и што се случува кога станува збор за образованието, што се случува
кога практично и се краде иднината и на учениците, што се случува кога во Македонија имаме парадокси како, например, ако проверите во Европа кој ви е најскапиот автопат кој што не се гради, ќе го најдете дека тоа е автопатот токму кај нас, за кои што имаат неброени анекси кои што ги подпишуваат, и секој нов анекс ни се најавува како една нова милиони за една надеж. детонација и една табла што веќе падна, така. Па видовме детонации со боја, видовме за неколку бушотини како се исплатија од 100 до 200 милиони евра, видовме како договори беа еднаш тајни, па потоа беа класифицирани. Едноставно не остана понижување кое што не е приредено на нашите граѓани со оваа власт. Што се крие искрено според тебе за овој така наречен Артанов закон за игри на среќа? Например, гледате дека стигне закон за игри на среќа кој што е означен со европско знаменце. Иако пиратското повеќе им одговара, прости што те. Апсолутно, државната лотарија е лотарија која што е државно поседувана компанија која што не е загубар, односно остварува профити над 50 милиони евра обрат, од кои што над 10 милиони се остваруваат добивка, и тоа е целта. Секогаш кога ќе видите некоја компанија која што остварува добивка, ќе видите како оние луѓе, неговото друштво би рекло од Министерството за политички систем, како се пренесе во раководството на државната лотарија, па гледаме такви парадоксални ситуации во кои што се закупува сала за свадби за 3 милиони евра, па гледаме дека планираат да потрошат 1 милион евра за реконструкција практично на приватен објект. Ако погледнете чив е приватниот објект, ќе дојдете до син на актуелен пратеник. Ако и погледнете компаниите со кои што склучуваат договори за рекламирање, за обучување, за курсови и така натаму, ќе видите дека тоа се компании кои што се или биле донатори на ДУИ. Целта е едноставна, вносен бизнис во кој што ДУИ сака да си го добие своето парче, да го добие колачот. Дали ова крајот на нештата или еве за неколку месеци може да се стави повторно, да не речам крај, или пак некоја рамка на сето ова што се случува, да се врати во нормала, или отиде на работата? Зборуваме за овие закони за игри на среќа и слично, Артанови или се чии? Артанови дефинитивно и се подпишани од Артен Груби, започна со автентично толкување. Кога зборуваме за начинот на водење на државата, за економијата, за правото, за останатите аспекти, јас од секогаш сум бил оптимист, затоа што сметам дека секој народ, секоја генерација има право да одлучува сам за собствената иднина, и при тоа водејќи сметка за генерацијската одговорност која што имаме и кон постарите, која станува збор, нели, за пензии, особено за здравството, и кон идните генерации кога станува збор за образование, затоа од тие причини сум оптимист и сметам дека со една одговорна влада овие штетни политики, не велам дека ќе биде лесно, меѓутоа со напорна работа и како може да бидат анулирани, и тоа не затоа што ние го предлагаме, туку затоа што секој од нас, како што реков, секоја генерација, секој човек ја заслужува шансата да одлучува сам за себе. Конечно, сметам дека изборите ќе бидат оној чин, оној момент, исто како што сега го рекламираат, кога Артан, Бујар, Али и Ковачевски, Лјупчо Николовски ќе добијат забрана за приближување до државна фотелја од најмалку 500 метри. Така. Во време кога се случуваат овие работи во Македонија, најнеспособниот министер во историјата на Македонија за внатрешни работи се шепури и шета во Америка, според многумина правејќи си бесплатен пиар на државна сметка за како можен кандидат на СДС за председател на државата, додека тој го прави тоа со она бреме што го има зад себе. Зборуваме за двојники, светските мафијаши кои што се шетаат со македонски пасоши. Зборуваме за сето она што се случуваше за генерални секретари, двајца кои што крадеа пари за планина, за да не зборуваме еден куп рекет, што веќе не се случи. Онкологија е во негово време исто така, за жал и малата Вања е во негово време и многу други работи, а тој се шета низ Америка, а народот мрзне на улиците заради неспособноста на истиот овој човек кој што дели го направи тоа што го направи. Сега имаме редици на граѓани кои што чекаат за обнова на
документи, а реално гледано 1,2 милиони од 2,5 вкупно колку што се водиме, иако не сме толку во државата, нели, ги имаат потребните документи во превод, ни 50 на 100 не е помината работата. Како го гледаш се тоа што се случува? Девета година е министер. Да. Тоа да споменем. Тоа се луѓе кои што ние и така ја започнавме емисијата кога рековме суство кое што наместо од правни мотиви се води од политички мотиви, меѓутоа каде и да погледнете во кој сектор ќе видите дека се водат претежно и првенствено од политички мотиви. Иако имаат еден етички кодекс во владата во кој што оние кои што се носители на извршната власт и на извршни функции треба да одговараат пред се за интересите на граѓаните, а потоа за нивните лични интереси. Ве гледаме и ова не е издвоен случај, меѓутоа еден од, би рекол, флагрантните, 9-та година е тој министер за внатрешни работи и сега во екот на вакви случаи гледате како тие ноншалантно ги користат своите позиции за да се шетаат по светот. Не знам како, кога се среќаваат таму преку океанот, ги објаснуваат сликите и дали ги покажуваат сликите како во Македонија се чека редица за да земете документи. И една работа е многу значајна. Тоа е што документите кои што тој ги издавал, на кои што има означено рок на важење. Еве на пример, јас сега во моментот кај мене имам возачка дозвола која што е издадена септември 2020. И пишува дека важи до септември 2030 година. Министер во времето кога ми е издадена возачката дозвола, со тој датум дека има рок на важење 2030, истиот човек. Е Оливер Спасовски. Како може тој истиот човек, кога има континуитет во владење, тој не е слезен од фотелјата, денеска да ги убедува граѓаните дека се соочува со вонредна ситуација и овие документи на нас не истекуваат? Каква е правната сигурност кога јас, кај мене има возачка дозвола која што ми важи до 14 февруари. И сега имаме решение, ние видовте дека поднесовме барање до Уставниот суд со решение за времена мерка да ги стави надвор од законот. И некој ќе праша, и без да ме праша да ќе ги кажам, зошто не поднесете закон во собрание? Затоа што законот има структура, има објаснување. Зошто го правите тоа? Како да поднесеме денеска закон, ако јас сум подносител на законот, во објаснување треба да напишам овој закон го поднесувам заради целосната неспособност на министерот за внатрешни работи да ја планира, спроведе и да ги реализира одредбите од законот. Очекувате таков закон да помине да ви огласа владеачкото мнозинство? Или како ќе направите финансиска конструкција, затоа што еден од условите да поднесете закон е нели да направите финансиска конструкција. Сме предвиделе предлог закон ОРИЗО да биде стратешка култура и предлагаме наместо 4 милиони евра да се потрошат 16 милиони евра и кажуваме од каде? Од оние тендери кои што тие безумно и безразумно ги трошат. И ќе кажеме од каде. И се, еве ако предложиме за личните карти, како во објаснување цели на законот ќе го напишете тоа и ќе очекувате од нив поддршка. Затоа излезот овој пат, верувајте ми, за оваа ситуација е токму во Уставниот суд. Веруваш дека ќе има некаков аер поднесувањето на представка до Уставниот суд кај Добрила Кацарска, која што според многумина е поставена таму како чувар на преспанскиот договор, токму како човекот кој што треба да ја чува Северна, да не речам, дека таа и да, по правилата на нештата и по словото на законот треба да реагира, но мислиш дека таа и тие околу неа би го сториле тоа реално? Сега, јас сум правник, немам никаков допир со здравството, ама ќе употребам алегорија од здравството, некој ќе каже нели зошто ова го поднесувате, не е суштината. Овој начин на постапување, она што докторите, верувам, се надам дека нема да сгрешам, ќе го наречат симптоматска терапија. Вие може би имате вирус, ама сега ја лечиме температурата. Македонија има системски проблем, меѓутоа ова сега што ни се случува со документите ги минува сите граници. Сите граници. Ги видовме гужвите, тоа е забегано. И тој симптом за жал го напаѓа целиот организам, односно го напаѓа целиот систем. Затоа сметаме сега дека Уставниот суд и колку да има политички мотиви во своето дејствување, е ставен во ситуација кога ќе мора да постапи, затоа што ситуацијата во која што се наоѓаме е неодржлива. Односно, имате држава во која што луѓето немаат важечки документи.
Миле, сепак гледано од страна, еве, вие како опозиција се трудите, се обидувате да помогнете. Една работа што е неразбирлива за секој нормален човек во Македонија, зошто власта не го направи тоа? Гледаат што се случува. Сите ги видовме снимките, па не мора да се толку еден нека отиде. Знаеме дека се апстрахирани од народот, дека се тотално изолирани од граѓаните, но некој да им раскаже, не мора, еве, нека кликнат на YouTube да видат што се случува, како стотици граѓани буквално еден врз друг, па што се случува таму таа катастрофа и не им текнува да речат, ало, луѓе, забега работава, дајте да направиме нешто, а може да го направат тоа. Тие се власт. Вие сте опозиција, се обидувате, зошто не им текнува таква нешто? За жал во Македонија вака како што е поставена работата, многу работи се заборавени. Владење на право, демократија, одговорност и така натаму. Меѓутоа има уште една работа која што е заборавена, тоа е самокритичност. Не постои момент на самокритичност, не постои момент на дебата, не постои момент на прифаќање на аргументи. Сите ја знаеме приказната Кралот е гол, за жал, кај нас, кога ќе кажеме Кралот е гол, во приказната се освестува и сваќа до каде дошол, меѓутоа кај нас велат колку убаво му стои, колку нежна кожа има, колку му одговара голотијата. Односно, се лажат. Кога имате власт која ви е целосно отуѓена од народот, тие од секоја ситуација гледаат како да добијат одредена некаква корист. Никој никогаш во последните години со ниту еден проблем во Македонија не се зафатил со цел да биде решен. Ќе ве потсетам на монтажните болници во ковид ситуацијата. Еве ќе ве потсетам. Вие ќе речете како не ги гледаат луѓето кои чекаат редици за документи. Имавме една ситуација, било и никогаш да не се повтори, кога поради ситуацијата, поради ковид пандемијата, бевме, се сеќавате, во првите места по смртноста. Да. Овие луѓето од власта и водени во тоа време од супер министерот за кој што имавме стикери на Вибер Венко Филипче, ни монтираше монтажни бараки, монтажни болници, спремни да не лечат со спартанска медицина. Да не зборувам понатаму за скандалите со набавка на вакцини. Значи, во една ситуација кога сте во животно загрозувачка ситуација, гледате дека некој правил математика како од тоа да добие некаква корист. Без разлика, дали е материјална корист, дали е политичка корист, дали е сатисфакцијата од стикерите и од тоа што ќе го вашиот лик ќе го воздигнуваме и ќе го представуваме како еден вид спасител. Истото тоа ни се случува во секоја ситуација, само за разлика од тогаш, сега целосно се изгубени, доаѓа до еден период во кој што започнуваат избори, гледаме единственото решение, министерот за внатрешни работи ни се шета преку океанот, премиерот вчера, не знам, и тој имаше една објава дека некаде се шета, патува, се среќава, не знам, со представници, мислам, на ОПСЕ, додека во државата веќе му тече постапка за усогласување на изборен закон или со препораките. Има постојана мисија, привремена мисија, краткорочна мисија, работите се договорени едноставно, бараат изговори за да ја напуштат, да не ја гледаат ситуацијата во која што овде сме соочени секојдневно. Дали единствен начин за тргање на тие розови очила кои што сега ги имаат, во кои што и според кои што ние секогаш имаме погрешна перцепција, народот е виновен, ако не е виновен народот е опозицијата, ако не е опозицијата, тогаш меѓународниот фактор, нели, имаме корона за тоа што во светот има, светска криза за тоа што има во светот и слично, тогаш претпоставувам дека после мај ќе се тргнат тие очила. И да не се лажеме, ајде може и да се кладиме слободно дека ќе се разбудат и ќе видат многу црнила, ќе се разбудат и невладините кои што е веќе 7 година спијат во еден зимски сон, нели, така 7 годишен, ќе се разбудат можеби и амбасадорите како што биваше и порано, се надевам дека нема, нели, но очекуваш будење една така се народно од онаа другата страна после изборите? Медиумите ќе ги вклучат тоа, да не се лажеме, тие. И за доброто на сите се надевам дека ќе се случи. И за доброто на сите се надевам дека ќе се случи. Никого повеќе не му е потребен еден ваков циклус на власт како што има СДСМ и не му се потребни вакви 7 години на општо колективно крадење, меѓусебно лажење и меѓусебно малтретирање. Потребно е да добиеме една
конкретна влада која што ќе се грижи за ќе дојде од народот, првенствено и најважно ќе дојде од народ, затоа што ова влада која што ја води Ковачевски, знаете дека е влада која што е резултат на меѓу партиски договор, односно една коалициона влада која што не го представува народ, иако во време кога велевме дека тој е неизбран, тие се ваде како неизбран, тој е гласан во собрание. Меѓутоа, локалните избори беа непосредни избори во кои што граѓаните непосредно излегуваат да гласаат и беше вистински сигнал уште во тоа време дека требаше да дојде и да се промени власта. Меѓутоа, тоа е што еве сме 2 години подоцна, имаме само продлабочена даночна дупка. Видовте дека за 7 години успеа практично да го дуплираат јавниот долг кој што е создал во претходните 30 на години. Она што го наследија како јавен долг успеа да го дуплираат, а притоа немаат ниту еден проект. Вие практично немате во државата да се пофалите со некој објект или со одредена капитална инвестиција која што била планирана, проектирана, тендерирана и изведена од оваа влада. За жал, такво нешто, освен бараките кои што ги споменавме и симптоматично колку може да бидат капитален проект, нема. За овие теми, како и за она што се случуваше во МНАФ, за она што следува на изборите, за Државната изборна комисија, за сето она што следува, ќе зборуваме веднаш по рекламите. Со нас е Миле Левков, се враќаме, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е пратеникот Миле Левков. Миле, она што се случи во МНФ по временска дистанца, една да речем од 10 дена, како го гледаш овој инцидент кој што ги надмина сите можни граници во Македонија, барем досега вакво нешто не се случило, а не се сеќавам дека и некаде во светот не сум прочитал дека некој некого тепал во контрола, во кула за контрола на летање, додека 40 авиони беа во воздух. Еве, за жал, македонското небо го претворија во бавча заедничка на ДУИ и на СДСМ. Гледаме поголем дел од бавчата е на ДУИ, еден мал дел е и на СДСМ. Гледаме, го претворија во Штарниче, во кое што си поделиле кој што и колкав ќарки има, и гледаме како роднини, пријатели, внуци, снаи на државниот врв внатре во контролата на летање. За жал, видовме дека и оние кои што треба да го обезбедуваат и кои што се платени од државни пари за да го обезбедуваат практично кулата на летање, видовме дека се компрометирано, односно дека ДУИ со помалиот коалиционен партнер СДСМ за нив нема ништо свето, нема ништо, би рекол, недопирливо и нема ништо кој што се наоѓа надвор од границите, останува само интересот да биде нешто приграбено и да биде нешто присвоено. И гледате и така и се однесуваат. За жал, да. Медиумите вчера успеавме да изброиме 3 министри и 3 високи функционери на ДУИ чии што роднини се таму. Верувам дека ова е она што успеавме, само дека се повеќе од 10, а другите се некои поблаги варијанти на партиски војници кои што работат таму. Тоа е вистината. Од друга страна, имаме она релативизација, минимизација и дигресија, дефокус која што е основата на приказката, мантрата на СДС, предводена во овој случај од премиерот Ковачевски, кој што не го интересира ова, туку се фати за генезата на првиот синдикалец, чии што татко некогаш работел во навигација. Не е битно дека негови 3 министри, 3 функционери на ДУИ, а сигурно уште 50 партиски војници, оние што знаат што се случува таму. Ковачевски ќе остане ненадминат во лапсуси, ненадминат. Иако некој ќе ми замера, веднаш ќе кажат, ќе го посочат Заев, меѓутоа ви уверувам дека е ненадминат, доаѓа како неизбран премиер. Ви уверувам дека е премиер на влада која што има најголем број на скандали и порази секојдневно, влада која што најнегативно има влијаено врз стандардот на граѓаните, и тоа најодговорно го тврдам, влада во која што Македонија има доживеано најголем раст на инфлација на храна невиден претходно, влада која што за жал донесе до депрецијација или намалување на реалната вредност на платите кои што ги имаат, хаос практично во секое поле кое што тој го раководи,
и е врв во лапсуси кога станува збор за вакви изјави. Се сеќавате кога неплаќачите на струја кој што имаше обиди да биде ставен ред, тој имаше изјава дека станувал збор за приватна компанија. Тргнувајќи од тамо, продолжувајќи со обвинувањата за непотизам и за семени врски во МНАВ, кога има првиот вице-премиер има вработено своја снага, кога неговиот член во неговата влада, министер за надворешни работи, има вработено снага, сестра, кога неговиот министер за земјоделие Љупчо Николовски има вработено внук. Тоа се луѓето кои што тој како премиер ги предложил на владеачкото мнозинство, значи влегол во собрание и предложил дека тие луѓе треба да бидат дел од неговата влада. Ќе ве потсетам, има етички кодекс во кој во моментот кога се нафаќате на затоа што имате избрани, имате именувани. Пратениците ви се избрани и потоа тие својот мандат го пренесуваат и ве бираат вас. И вие имате, и вие имате одговорност како именуван функционер кој што треба да ја извршува одредена функција. Вие имате одредени задачи кои што треба да ги извршувате како министер и вие при тоа требате јавниот интерес да го ставите многу над личниот интерес. Сега, ако имате толку чинители кои вие лично сте ги предложиле, сте гарантирале за нив, и гледате дека имаат нивни блиски кои што работат токму во таа институција која што и нанесе огромен срам. Да ја оставиме кривичната одговорност. Да зборуваме само за импактот кон јавноста која што го има овој настан. Кога видовте дека цела Европа не дозна по овој скандал. Кое е мислењето на светската јавност за Македонија кога вие вашиот имидж го градите на вакви вести? Обидете се само во еден ден. Обидете се вестите кои што излегуваат за Македонија, за онкологија, за МНАВ, за кулата за летење. Заменете го името на државата со било која афричка држава. Со било која измислена држава. Џибути. Во Џибути влегува во кулата за летање. Во Џибути луѓето на онкологија се лечат со физиолошки раствор. Заменете ги насловите. Во Џибути државната лотарија закупила сала за свадби. Во Џибути салата за свадби на син на пратеник ќе биде реконструирана со државни пари. Пробајте, заменете ги со имиња, со такви имиња и ќе видите каква слика добивате вие за таа држава. Се доближивме до Италија со кривата Елка во Скопје. Да. Така, и до Пиза. Од друга страна, нешто позитивно, нели? Малку да внесеме во... Да, малку да внесеме. Да. Па, тие ја имаат кривата кула, ние имавме елката која што стана вирална и стана популарна. Хит во регионот и во Европа, да, за жал, и по тоа бевме. И по тоа бевме познати, за жал, Ковачевски тоа ни го приредува и таков имидж, таков углед и остана на Македонија. И замислете, немаат никакво чувство, немаат трунка чувство за одговорност за она што се случува на граѓаните во момент, нели, кога тие одлучиле да бидат носители на извршна власт. Добро, автор на тоа беше господјата која што подготвува старо-нова партија со Ровчанец. Ке зборуваме за тоа подосна за партиите кои што никнуваат како печурки под дожд пред избори, една стара македонска класика, но она што се случи вчера беше многу индикативно. Излезе првиот човек на Државниот инспекторат за труд Томовска и кажа дека за Државниот инспекторат за труд е небитно кој со кого е во роднинска врска, битно било како се вработиле и дека нели тоа е основата, дека немало прекршување на законот за вработување. Сега, ова го зборува господјата која што доаѓа во МНАВ по реакција на јавноста силна после тепањето што се случи. Тепањето не се случи бадијала, тепањето се случи од како синдикатот и вработените застана зад она што се случуваше против, односно им набута луѓе, што би рекол оној бившиот председател на СДС, Шуто и Сакато, а оние добрите кандидати, најдобрите, најумните, најнавежбаните ги бутнаа како и тоа втор пат поред, тоа се случуваше и пред неколку месеци. Каде беше овој инспекторат
да се појави во првиот случај, есента, па и сега, туку мораше, откако јавноста се узбрука после тепањето од страна на функционери на ДУИ, кој што ја запоседна кулата за летање, да дојде и да каже, па нема врска, нели, непотизмот, ние гледаме законитоста на вработувањата. Каде беа претходно да дојде? Несериозни изјави. Од несериозни изјави од несериозни луѓе. Зошто го зборуваме? Ова не е прв пат ние да го зборуваме. Погледнете во Македонија, кој што претежно е источниот дел од државата, кој што сега, да не кажете дека бегам од темата, но само еден пример кој што се базира на трудово интензивни гранки. Ако го погледнете бројот на представки кои што стигаат до трудовиот инспекторат и до невладиниот сектор, ќе видите дека односот е 1:5, 1:10. Односно, од 5 или од 10 работници кои што пријавиле мобинг или злоупотреба кај невладините организации, само еден од нив ќе се осуди да го пријави кај трудовиот инспекторат. Зошто? Затоа што не веруваат. Не веруваат. Зошто не веруваат? Базирано на едни вакви изјави. Таа е последната изјава која што може да ја даде трудов инспектор. Повторно етиката морал од каде се тука? Таа е последната изјава која што треба да биде дадена, затоа што согласно етичкиот кодекс сме обврзани да се бориме против појавите, затоа што оние појави кои што се споменува непотизмот, се појави кои што се наоѓаат и во националната стратегија за борба против корупција. И таа како вршител на функција, таа е обврзана да води сметка и да води грижа. Секој еден функционер треба да пријавите за себе или за некој друг ако сметате дека имате судирна надлежност, ако имате тргување на влијание, исто така многу опасни ситуации. Меѓутоа, во државата во која државен имот на седница на влада се доделува на сопруг или сопруга на државен функционер, а изговорете не бев јас присутен на таа седница, сметам дека е надвор од разумот веќе да разговараме, затоа ни е потребен онака како што го најавивме денот Д ова година, конечно да расчистиме со такви ситуации и да и покажеме каде име местото. Не можете да бидете на таква позиција, а за вакви појави во општеството да велите дека вие не сте надлежен или дека не сте заинтересирано. Најмалку што можете да направите е да го обелодените она што го знаете и да го осудите. Дали треба да го чекаме тој ден Д за многу работи, меѓу другото и за да видиме разрешница за МНАВ? Стартот на случајот беше посебни мерки, не да ги ставија во домашен притвор, не па во притвор, за да повторно, откако јавноста скокне и рече, ало, дали сте нормални, буквално не во наводници, да се повлечат, па да им текне на тие од кривичниот суд, дека, ало, што направивме, ама не смеа пак да ги стават во вистински притвор, туку ги ставија во домашен притвор. Дали ќе треба да го чекаме денот Д, дури и за разрешница на МНАВ, тепањето, поцањето? Најверојатно. Да. Имаме навистина, имаме заробено и судство, заробено обвинителство, заробени институции. Кога велиме заробени, не сметаме дека во Македонија имаме и квалитетни суди, имаме и квалитетни обвинители, меѓутоа системот за жал е поставен на тој начин и е целосно киднапиран токму од овие елити кои што ги споменавме, кои што имаат внуци, снаи, своји најблиски роднини сместено токму во МНАВ, тие практично и ги влечат конците, во овој момент имаат моќ на одлучување, може да одлучат кој ќе биде награден, кој ќе биде уназаден, кој ќе биде избркан и така натаму, се до момент додека ни се заробени институциите, овие луѓе кои што се квалитетни во рамките на институциите секогаш ќе бидат, би рекол, ограничени во начинот на нивното делување и инструментите со кои што располагаат. По промената на власта, најважно е да се ослободат институциите за да може да профункционира правдата, односно повторно да го вратиме принципот на одговорност. На цена се послушноста и партијата ќе ја прекинете оваа низа, сепак ова не е толку од вчера, имаше и порано такви. Апсолутно сметам дека на народот му е преку глава од, би рекол, партиската припадност да биде одлучувачки феномен, па тоа го видовме потоа етничката припадност како стана и професија и одлучувачки момент во Македонија. Сметам дека сме доволно зрело општество после толку години демократија да ставиме крај и на едното и на другото. Етничката припадност не може да биде професија, не може да биде занимање, не може да биде клуч за напредување и политичката припадност не може да биде компетенција, односно не може да биде вештина или мерило колку сте способен, колку не сте способен. Сметам дека
токму овие избори, токму наредната влада која што ќе биде избрана покрај другите предизвици, ќе го има и овој предизвик, конечно во Македонија да стави крај на овие два епитети, етничка и политичка припадност, како мерило за успех или компетенција. Знаеме што се компетенции, знаеме што се способности, сите знаеме што се компетенции, што се способност и на крајот на денот, кога имаме потреба од државата, без разлика дали е здравствена заштита, дали е образование, секогаш прашуваме кој е најдобар, а не прашуваме за политичката одговорност. Време и државата се води од тој принцип од кој што патеми сите ние обични луѓе и се водиме кога бираме услуга. За работа и за резултати, факт е дека не ги бива многу, ама за забошотување се мајстори, мора да признаеме. Еве го случајот на онкологија, 5 месец веќе тера аферата, од обелоденувањето буквално на крајот на август, почеток на септември, ќе влеземе каде и да и во 6-тиот со февруари. Како гледаш на најморбидната афера во историјата на Македонија, која што е тргната на страна? И што би рекол, за мене алармантно. Имавме една анкетна комисија во собрание и сега сакам и за целата јавност. Анкетната комисија нема никаква врска со истрагата. Тоа се две различни работи. Анкетната разговара за политичка одговорност и ние во Македонија некако забораваме да зборуваме за политичката одговорност. Политичката одговорност е еден вид на одговорност и треба да биде прифатена во јавниот дискурс, односно време е политичарите да имаат одговорност за она што го презеле. Зборувам за кривичната одговорност. Кога дојде јавниот обвинител во собрание на анкетната комисија, неговите реакции беа дека не сме собранието да се меша во истрагата. Еве за вас и за јавноста. Постои разлика помеѓу предистражна и истражна постапка. Нема истрага. Оноку колку што ние сме запознаени, нема истрага. Затоа што предистражната постапка може да тече, меѓутоа истражната постапка е поврзана со формален акт. Вие мора да имате класификација за кое кривично дело станува збор. Во Македонија, македонската јавност, ние не знаеме за кое кривично дело станува збор. Дали е измама? Дали е кражба, дали се крадени лековите? Не знаеме дали е злосторничко здружување. Не знаеме дали е несовесно работење во служба. Не знаеме дали е злоупотреба на службена. Од она што го слушнавме, секој разумен би извлекол неколку кривични дела за кои што би можело да се гони. Меѓутоа во предистрага вие треба да дојдете до тоа дали имало кражба, дали имало измами, дали имало злосторничко здружување. До денеска ние немаме започнато. Според моите информации, се извинувам ако грешам, меѓутоа додека траеше анкетната беше таа ситуацијата, јавноста нема информации дека е покренато одредена истрага, практично не е формулирано ниту едно кривично дело. Што работело обвинителството? Што работело обвинителството ако немате ниту едно формулирано дело, ако оние кои што ги остварувале таму функциите, кои што дозволиле тоа да се случи, се уште се на истите позиции. Затоа што јавното обвинителство преку акузаторниот принцип има една друга обврска кон јавноста, а тоа е обврска за превенција, спречување и заштита на јавниот интерес. Тоа не го видовме кај онкологија. Тоа не го видовме ни кај управата за јавни приходи. Ќе потсетам уште еден скандал кој што ВМРО-ДПМН го објави пред некој ден кога со фиктивни УЈП излезе ги презеде вашите ловорики и испадна дека тие ја истерале работата, а не спомна дека вие претходниот ден го обелоденивте. Тоа беше многу, да не речам, смешно. Апсолутно, да. Меѓутоа, тие се сега ставени во една многу незгодна ситуација. Ако сте знаели, ништо не сте презеле, вие сте неспособен, не сте го заштитиле буџетот, не сте го заштитиле интересот на граѓаните. А ако сте знаеле, тоа повлекува и друг вид на одговорност. Меѓутоа, и во едниот и во другиот случај гледаме затајување на институциите кои што покрај тоа што треба да го преземат прогонот, меѓутоа треба и да го заштитат. Едните треба да го заштитат буџетот, другите треба да го заштитат човековиот живот, човековото достоинство и останатите глави, нели како што е предвидено во кривичниот законник. За жал кај нас тоа не се случи. Беше интересно што овој пат реагира експресно и тој допрен глас многу брзо допре до нив, што е многу симптоматично, бидејќи порано, јас се сеќавам многу добро на случајот со Димова и Рашковски,
требаше да направите десетици, 20 пресконференции како опозиција, за да конечно тој допре глас, допре до јавното обвинителство, да допре до власта, па да преземат случаи кои што, па исто така многу интересно и симптоматично, сомнително што би рекле, се уште траат дел од нив, како она за магарињата. Со Рашковски исто не е начисто работата како што треба, но еве овој пат некако претпоставувам, бидејќи им се ближи крајот на мандатот, многу брзо реагира и ги собра во вориките наводно дека работат нешто, а вие обелоденивте. Како гледаш на оваа разлика во допирањето на гласот овој пат беше експресно. Експресно допирање, тие имаат обврска да ја следат јавност. Има и претходно, ама нешто не им се слушаше. Имаат обврска, меѓутоа и во едниот и во другиот случај видовме како и пукна бомбата, и пукна практично во рака, и виде јавноста ја виде целата слика, една слика за неспособност и една слика на криминални издружувања кои што секојдневно ни се случуваат на секој чекор. Тоа не е мала вест дали ќе разговарате за онкологија, дали ќе разговараме за случајот со управата за јавни приходи, сега некако го споивме, меѓутоа кога имате лажни фирми, лажни фактури, такви мрежи кои што успеале да ви се постават на територијата и да ви функционираат, а првиот човек од Министерството за внатрешни работи, првиот човек од Министерството за внатрешни работи си гради политичка кариера, првиот човек од обвинителството втора година поред чекаше да биде уставен судија, никако не му се усрети, ја поделија единствената точка. И тоа беше противуставно кога ја поделија единствената точка, меѓутоа видовме многу трпение за, би рекол, прикривање или повикување на трпение кога станува збор за случаи кои што па и не беа баш погодни за таков начин на третирање. Би рекол со таа доза на смиреност. Кога не им одговара нешто, па кога ќе укажете вие, тогаш обвинуваат за политизација на случајот. Тоа се случи со онкологија, тоа се случи со оној пратеникот што купуваше бело па си даде оставка и исчезна, со оној директорот на Фонд за здравство кој што го фативме како број пари, илјадници евра, исто исчезна од радарот. Или пак кога не можат веќе да речат дека не било така, се извинувам, како со Рашковски и останатите димове, тогаш ги одоговлекуваат случаите до бескрај, нели, судењата, за разлика од оние на патриотите од 27 што траја по 14 часа, нели? Но еве, случајот на политизација, ја политизиравте онкологија, го политизиравте она што требаше да биде одговорност на министерот, на директорот на клиниката, на директорот на Фондот за здравство и директорот на трудовиот, санитарниот и здравствен инспекторат. 4 институции кои што дефинитивно апсолутно се најодговорни за ова што се случи, но вие ги политизиравте, така испадна на крајот. Па нема ништо полесно отколку да пишувате владини соопштенија. Видовме еве сега во ова плеада на огласи кои што следеа со најавата на изборите, ќе ве потсетам 400, 500, дали се во македонски шуми, 400 беа чинам во МЕПСО, еден од нив беше работно место за одговарање на новинарски прашања со плата од некаде околу 50.000, ако не грешам, или 48. Нема ништо полесно, затоа што имате генерички одговори. Генеричките одговори ви се антиевропски, антидржавни клевети, ширење хистерија. Со овие 4 зборови вие додадете ги на која сакате теза и вие во моментот имате одбрана. Без разлика што од другата страна ви се случуваат катастрофи, без разлика дека од другата страна имате милионско испомпување со фиктивни, би рекол, фактури од државниот буџет, вие доволно е на соопштението во кое што ќе одговарате да додадете антиевропските, антидржавни ширење хистерија, така да за сите гледачи и препорачувам да се јава, ама помина огласот за одговарање на... Добро, и место да беа веќе пополнети, да не се лажеме, така да. Функционира во Македонија. За жал, за избори, така имаш и такво работно место. Сакам да ви кажам потрошени тези. 7 година со истите тези, со истите соопштенија кои што ви се напишани, практично пред 7 или 8 години, не можете со рециклирани одговори, не можете со рециклирани ставови да продолжите да владеете, барем не на ваков начин како што СДСМ и ДУИ ја водат државата. Во исто време кога бугарите се обидуваат да ги направат, да ги бугаризираат гораните на Косово, власта се обидува да ја
зголеми својата употребна вредност во државната изборна комисија. Ова трае веќе 2 месеца. Чинам што се случува она епопеја со партија која што е во власта, а која што држи место на опозицијата. Што е според тебе целта? Да според многумина е уништувањето на приказката со отпечатоците системот, за да не биде функционален, меѓу другото со ова што се случува во ДИК, за да граѓаните не ја имаат онаа доверба која што ја вративме на локалните избори, дека изборниот процес не е манипулиран и дека секој глас е глас како што треба да биде. Би бил крајно внимателен кога ќе ја коментирам особено државната изборна комисија од една единствена причина што доаѓаме во процес на избори и гледате дека изборувавме за тоа, дека луѓето немаат доверба во институциите. Последно кое што треба да ни се случи според мене е да немаме доверба и во државната изборна комисија. Можеби една од причините е ова. На овој начин власта ја прави државната изборна комисија да биде мета на шпекулации, мета на, би рекол, најразлични размислувања, брейнсторминг, зошто би било употребено од тоа некомплетирање на државната изборна комисија. И на крајот на денот, ваквите дискусии секогаш донесуваат до, би рекол, недоверба во институцијата која што се анализира. Освен се разбира, ако институцијата која што се анализира не излезе како победник, не излезе во процесот како реформирана или не ги затвори прашањата. Јас сметам дека доколку оцена дека незатварањето на вакви прашања може да внесе немир кај граѓаните, недоверба кон изборниот процес, со што би се намалила излезноста, мислам дека ова ќе го терат до крај. Затоа што науката за избори ви кажува една работа и тоа го знаат сите. Поголемата излезност секојаш значи проопозиционо расположение и значи поголема победа на опозицијата, односно посилен пат на власта. Така да, можеби овие игри се водени од различни различни мотиви, меѓутоа еден од мотивите за кој што јас се плашам е тоа што успева да ја проблематизираат и она институција која што треба да биде одговорна за водењето на избори, а ги знаете епитетите слободни, фер и демократски. Доколку ги немаат епитетите слободни, фер, демократски и непосредни, изборите ја губат смислата. И сите знаат дека СДСМ и ДУИ не се нималку наивни кога станува збор за измами, за манипулации. Затоа секогаш се обидуваме да погледнеме еден или два чекори подлабоко во нивното поле, која е нивната цел. Понекогаш целта е за жал и премногу очигледна и обичните луѓе кои што не размислуваат како што размислуваат они не можеме да ја видиме, така да сметам дека една од целите е тие, ние треба да останеме смирени, да излеземе на избори, во што поголем број, сметам дека секи биде залудно. Еден дел од предизборниот фолклор македонски кој што трае веќе многу децении и се повторува, еден орнамент кој што се вика раѓање на нови мали партии кои што удираат најчесто по опозицијата, во овој случај по вас, и се појавуваат само и само да одделат дел од гласачкото ткиво. Немаат никакви шанси да направат ништо, реално ги имаше сите претходни избори таквите. Најчесто дел од нив и после тоа и ги снемуваше. Еве го имаме случајот со Данела, која што велат не успеала да собере ниту 1000 гласови, па ја презема партијата на Оровчанец за да оди на избори со нив, а Оровчанец меѓу другото е во коалиција со СДСМ, барем досега коалицираше. Дали ова е демистификација на приказката и само една од партиичките кои што се појават за да удрат токму по десничарското македонско политичко ткиво. Најверојатно, меѓутоа, јас како ја гледам работата, не мора да значи дека е така. Порано, предходните избори имавме во една ситуација каде што во македонскиот блок имавме две доминантни големи политички партии, ВМРО, ДПМН, СДСМ од другата страна, во албанскиот блок тоа беше убедливо ДУИ, на тој начин се настапуваше на избори, никнуваа мали политички партии кои што требаше да откинат од едната или од другата од политичкото ткиво или да украдат од пораките или од идеите. Без разлика, секој имаше различен пристап од тие мали партии кои што излегуваа. На изборите сега 2024 имаме еден голем политички субјект, тоа е ВМРО ДПМН, и тоа се гледа и по факти, и по ситуација на терен, и по ситуација во собрание, и по број на градоначалници, и по анкетите, по сите мерила. Еден огромна, силна, стабилна политичка партија и многу други помали. Се изгуби оној дуалитет кога станува дихотомија, кога станува збор за политички партии. Сега немаме две
политички партии во македонскиот блок. Имаме една голема, за жал по новите анализи и истражувања, гледате дека СДСМ со тоа што самиот дозволи за кариерата на Тачи и неколку на Ковачевски, на неколку околу него да биде помалиот коалиционен партнер на ДУИ, тоа си е нивна одговорност, не би навлегол, меѓутоа влезе во ситуација да бидат представници на помали политички партии. Сега прашањето е дали тие помали политички партии се за да се откине од ткивото на големата, или тие ќе се борат за она што е остатокот од некогашното СДСМ, останува да се види. Ние многу често тоа го цениме според пораките кои што ги носат политичките партии. Ако се подесни и понационалистички, сметаме дека се насочени кон ткивото на ВМРО ДПМН, ако се полевичарски, сметаме дека се насочени кон нив и на тој начин одлучуваме. Меѓутоа, сметам дека јадрото на ВМРО ДПМН е во моментот премногу стабилно, знаеме кои сме, знаеме што сме, знаеме каде одиме, знаеме која е целта, мотивирани сме, силно сме мотивирани, има силна екипа која што знае како треба да ја води државата и знае во која насока треба да се движи и економијата, и здравството, и образованието, и сметам дека ваквите обиди не можат воопшто да наштетат, и ги оставиме во политичката бара со помалиот коалиционен партнер на ДУИ, нека се обидат со пораки или не знам на кој друг начин. Талат Џафери ќе биде технички премиер кај СДСМ, ништо ново како и секогаш, освен оној заменик што ќе биде на министерот за внатрешник, пак кој што е сега заменик на Спасовски, ништо ново ниту таму. Кај вас се дефинираали работите, имаме ли имиња веќе можеби? Не, нема имиња. Единствено става дека ќе учествуваме во техничка влада. Се сеќавате, излегавме во неколку наврати со предлог дека време е да се стави крај на една бидејќи малку резил за државата. Покажува дека не сме како што треба, така. Сите знаат дека си признаваат се да само вака дека не е државата како што треба да биде. Да, техничка влада е влада на политичко преговарање, политичко пазарање. Ние излеговме со став и доволно и ова политичко пазарење кое што го видува во изминатите, ајде да не речам 7, да речам 2, иако се 7, ама особено она што се случуваше после заминувањето на Заев, доволно е преку главите на граѓаните од политичко пазарење. Дајте, истерајте го мандатот. Тие не се сложија, останува нашата законска обврска. Најавивме дека ќе номинираме, нема да гласаме. Некои прашуваат како ќе номинирате, а нема да гласате за влада во која што ќе номинирате, затоа што номинирањето на технички министри е практично по сила на закон. Кога правите нешто по сила на закон, го правите по сила на закон, кога го правите по сила на ваша волја, тогаш нормално и соодветно тоа го означувате со гласање. Еве, за крај, што очекуваш? Изборите доаѓаат неминовни се, но еве, што ќе биде на нив? На изборите очекувам онака како што е нацрта сликата, да имаме еден дефинитивен победник на изборите, тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата. Во меѓувреме се зголемува коалициониот бројот на коалицијата која што ќе биде представувана преку разговори и така натаму. Очекувам силна победа, очекувам посебно победата создавање на влада која што ќе се води од интересите на народ, од македонските и национални интереси, меѓутоа и од економските, образовните и од останатите интереси на граѓаните. Очекуваме една влада која што ќе стави крај на етничките и партиски епитети. Очекувам влада која што ќе овозможи владење на правото и една влада во која ќе започне постапки конечно да ја врати одговорноста како принцип во државата. Ве чека многу тешка работа во превод. Апсолутно. Имаме 4 години. Така. Благодарам што беше. Благодарам на поканата. Не беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ни живи и здрави, чувајте се многу.